Амбасадата на Република Македонија во Абу Даби соопшти дека се разгледува можност за евакуација на македонските граѓани од Обединетите Арапски Емирати преку Кралството Саудиска Арабија. Според соопштенијето, транспортот ќе се одвива со автобуси по копнен пат од Обединетите Арапски Емирати до Саудиска Арабија, што би траело околу 13 до 15 часа. Од Саудиска Арабија граѓаните би биле пренесувани со авиони кон Македонија. За оваа евакуација македонските граѓани ќе добијат хуманитарни визи на граничниот премин врз основа на формално барање од амбасадата и Министерството за надворешни работи. Граѓаните кои се заинтересирани може да се пријават на дежурниот број +971 56 441 7532. Министерството за надворешни работи претходно објави телефони за помош на македонските граѓани на Блискиот Исток. Председателката на Република Македонија Гордана Силјановска-Давкова синоќа се сретна со председателот на кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман Илија Каров по повод условното впишување на расата Караман во регистрите на Светската кинолошка федерација. Сова Караман стана дел од семејството на над 380 признати раси кучиња во светот. Илија Каров истакна дека Караман не е само ново име во меѓународните регистри, туку и символ на истрајност, љубов и визија вложени повеќе од 2,5 децении во афирмацијата на оваа раса. Председателката Силјановска-Давкова упати благодарност до Каров и до сите одгледувачи и поддржувачи, кои посветено работеле на зачувувањето и признавањето на ова автохтоно македонско овчарско куче. Со меѓународното признание, Караман станува првото признато македонско овчарско куче со самостојно национално потекло, потврдувајќи ја државата како земја со богато и автентично кинолошко наследство. Караманката во мојот дом секојдневно потврдува дека станува збор за куче со изразен заштитнички инстинкт кон домот и семејството. Меѓународното признание е поттик за понатамошна грижа и поддршка во насока на трајно меѓународно признавање на расата, посочи председателката. Силни експлозии повторно одекнаа во иранската претстолнина Техеран. Израелската војска потврди дека извршила воздушен удар во тој дел од градот. Според соопштението на израелски одбранбени сили, нападот бил насочен кон, како што се наведува, висок командант на иранскиот режим. Детали за евентуални жртви или материјална штета за сега не се објавени. Иранските власти се уште немаат официјална потврда за природата на нападот, ниту дали целта била погодена. Нападот се случува во услови на засилени воени дејствија меѓу Израел и Иран, со чести воздушни удари и одмазнички акции во последните денови. Ситуацијата во регионот останува напната без навестување за смирување на конфликтот. Најмалку 30.000 луѓе се раселени во Либан поради ескалацијата на непријателствата на Блискиот Исток, соопшти Обединетите нации. Израел продолжува да извршува воздушни напади, особено во јужните предградија на Бејрут и на југот од земјата, откако издаде предупредување за евакуација на жителите на повеќе од 53 села. Многумина се сместени во колективни засолништа, додека други спијат во своите автомобили или се обиделе да заминат пеш, барајќи безбедност во други области. Либанската група Хезболах соопшти дека нападнала 3 израелски воени бази како одговор на израелските напади врз нивните упоришта, вклучително и во јужните предградија на Бејрут. Равина Шамдасани, портпаролката на Канцеларијата за човекови права на Обединетите нации, изјави дека се длабоко загрижени за ескалацијата на непријателствата и за одмазничките напади во Либан, вклучително и во Бејрут. Сончево време со мала до умерена облачност, најавува управата за хидрометеоролошки работи за денеска. Поделни кутлени можна е појава на утринска магла, во текот на денот ќе дува слаб до умерен северен ветер. Минималните температури ќе се движат во интервал од 0 до 6 степени Целзиусови, додека максималните ќе се искачат од 11 до 20 степени. Во Скопје сончево време со мала до умерена облачност и утринска магла во делови од котлината. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Температурите ќе се движат од 4 до 19 степени. Според најавата на управата за хидрометеоролошки работи, во следните денови ќе преовладува сончево и релативно топло време за овој период од годината. Утре, особено попладне и кон крајот на денот, се очекуваат повремени локални врнежи од дожд.